Почитувани граѓани, представници на медиумите, споделувајќи ја очигледната загриженост на граѓаните со состојбата на воздухот во Скопје и во цела Македонија, затоа што сите дишеме ист воздух, се наметнува една потреба од заедничка акција. И затоа од средбите со здруженијата граѓаните, не само што е јасна нивната загриженост околу состојбата со воздухот, туку постои еден исклучителна желба и интереси да се помогне со своји предлози околу намалувањето на загадувањето. Затоа владата на вчерашната седница, како прв чекор, формираше интерресорска работна група за следење на состојбата на амбиентниот воздух и дефинирање на соодветни препораки и мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Интерресорска, бидејќи вклучува повеќе институции, плюс демонстрирајќи ја јасната пределба на владата за соработка со невладините организации и здруженија, ќе вклучи во самата комисија и представници на невладините организации и здруженија. Ја користам ова прилика, дупатам јавен повик кон нив за приклучување кон оваа иницијатива. Интерресорска од повеќе институции во владата, но и со јасна определеност за соработка со заедниците и со зелсни единиците на локална самоуправа, со кои што исто повикуваме на соработка. Комисијата има за цел да помогне да се променат праксите во различни области, да се променат навиките кај сите нас. Области кои што се предвидени за делување, за препораки, мерки, акции се домашните ложишта, транспортот, било на возилата, како на возилата, така и на јавниот превоз и оние така наречени офроуд возила кои што учествуваат во градежништвото, индустриските капацитети, градежништвото, третирањето на отпадот, подигнување на јавната свест, едукацијата, примена на современи технолошки решенија и иновативни решенија. Акции врз основа на параметри и реални податоци, нагласувам, не на бранот на некаков популизам. Бидејќи сето тоа мора да биде во некоја рамка, паралелно ќе се работи на подготовка на нов национален план за заштита на амбиентниот воздух, како дел од ИПА-2 програмата, а дополнително ќе дојдат и предлози за иницијативи за измене на законската легислатива, за да се овозможи спроведување на дефинираните мерки. Дали тоа ќе се однесува, например, на зголемување на бројот на корисници на системите за централно грејање, при тоа кога зборувам за систем за централно грејање, исклучително мислам на систем за централно грејање на природен газ, за намалување на емисиите од загревањето на домакинствата и административните капацитети кои се несуваат, например, на контролата на оджаците, што е надлежност на Дирекцијата за спасување и заштита, или квалитетот на цврсти горива и типови на печки кои што се во надлежност на Министерството за економија. Намалување на емисиите во сообраќајот со воведување на режим за сообраќај кои што се во надлежност на Министерството на внатрешни работи и локалната самоуправа. Категоризација на возила согласно најновите евростандарди. Иницијативи за давање на субвенции за замена на стари печки или купување на печки со поголема енергетска ефикасност, купување на возила со нулта емисија, промена на горивото на погонот на возила до областа на транспортот. Иницијативи за финансиска поддршка за проширување на јавниот превоз со електрични автобуси и воведување на јавен превоз во поголемите градови. Исклучително важна ќе биде улогата на мониторингот. Проширување на државниот мониторинг систем со мобилно возило кое што треба да ги покрива областите кои што не се покриени со статичките мерни станици. Инаку да напоменам дека од крајот на јуни 2017 година постојат 3 нови мерни станици во Тетово, Куманово и Битола, кои што ги следат частичките оние PM2,5. Исклучително важна ќе биде улогата и на инспекторатот, затоа најавувам засилен, односно почест надзор со примена на вонредни инспекции. Почитувани граѓани, сите сме свесни дека доколку не се превзат мерки, постои реална можност загадувањето и да се зголеми. Затоа, бидејќи дишеме ист воздух, заеднички интересот и започнуваме заеднички процес на справување со загадениот воздух. Благодарам.